Ке ми дозволите да го честитам овој голем македонски празник, голем македонски ден, а тоа е почетокот на борбата на македонскиот народ за ослободување од бугарскиот фашистички окупатор за време на Втората светска војна. Многу значи овде во Прилеп, бидејќи токму од тука од Прилеп е започната таа борба за ослободување, која што денеска практично ја донесе оваа независна, суверена македонска држава во срцето на Балканот. И не треба на тоа да гледаме онака како што власта не тера да гледаме, туку треба да гледаме онака како што е вистината. А вистината е дека за време на Втората светска војна бугарските фашисти извршиле злостор на територијата на денешна Македонија, а македонскиот народ се обединил и го поразил тој злостор. И македонскиот народ веднаш после Втората светска војна бил на вистинската страна на историјата. Така и денеска, така ќе биде и во иднина. Ќе се бориме против фашистите, а Македонија била и ќе остане антифашистичка држава. Инаку, од она што покрај ова што сакам да го прокоментирам е фактот што го кажа и градоначалникот дека еве овој проект капитален дека во центарот на Прилеп практично завршува. Бевме и на цевководот на Пашовски ливади, кој што ќе обезбеди 10 до 15% дополнителни количини на питка вода, бидејќи немаше општината доволно проекти. Изминатиот период се проектираше, се работеше, напролет почнува градежна офанзива со повеќе од 40 на улици во Прилепската општина. Исто така и проектот кој што е исто така значаен и капитален, а тоа е влезот од Крушево, од Кривограштани, е предаден во Министерството за транспорт и врски и очекуваме Министерството за транспорт и врски конечно да ја заврши процедурата и да отпочне со реализација и тој проект. Во фаза на подготовки се уште два други проекти, тоа е познатата обиколница Сивец, да не доаѓаат тешките камиони овдека во Прилеп, туку да го заобиколуваат Прилеп, а исто така и влезот од кај Македонски брод исто така е во фаза на подготовка, потоа геолошките истраги за новата катна гаража во центарот на Прилеп, така што од состојба на многу проблеми и нула проекти, најнаш има многу проекти и веќе ова пролет започнуваме сето она кое што е ветено во програмата на градоначалникот, она кое што го ветувавме како ВМРО ДПМН и коалицијата која што предводи ВМРО ДПМН да го реализираме и да го испорачуваме на Прилепче. Се може прашање, така? Да, може. Владата вели дека сетот мерки, антикризни мерки кои што го донесе е она што навистина му е потребно на стопанството и бара поголема конструктивност од опозицијата. Како ова го коментирате? И уште едно прашање ве наеднаш. Со оглед на тоа што и вие предложивте 5 мерки, да ни го објасните малце понашироко и поконкретно делот каде што полуплаќањето на прескапата струја на компаниите, како тоа да се надмини? ВМРО ДПМН како политичка партија се издигна над ситуацијата и можеби за прв пат во Македонија покажа државнички карактер некоја политичка партија и од позиција на опозиција решава проблеми. Без да ги владе институциите, без да ги управува и менаџира институциите, понудивме решенија и политики кои што ќе ги амортизираат ефектите на оваа енергетска криза која што постепено веќе прераснува во финансиска и економска криза. И тоа јас лично го направив, ќе ве потсетам 2016 година овде во Прилеп, Памети Прилеп, како опозицијата тогашна СДСМ во услови на голема светска криза и тогаш беше голема светска криза, со обоената револуција, уништуваа државен имот, ја уништуваа општината. Во Скопје исто беше така, насекаде палеа канцеларии на председател, насилно се однесува, насилнички се однесува и така натаму. Што ли уште не правеа за да дојдат до тоа што се денеска, а тоа е можноста да ја уништуваат Македонија. Ние ништо не видовме од овие луѓе, освен уништување, срам, предавства, плячка и терор. Ништо не видовме овие 5 години. Затоа кога зборуваат за конструктивност, треба да прават разлика помеѓу конструктивност и државотворност. ВМРО ДПМН е државотворна партија и овој пат ги остави на страна партиските интереси. Наместо да седи на страна, ние влеговме во костец да ги решаваме проблемите. И понудивме решенија, меѓу другото се и оние решенија кои што вчера ги предложив на пресконференцијата,
Вие предпоставувам алудирате на дел од тие решенија кои што се однесуваат на олеснување на тешка и онака тешката, би рекол, состојба на стопанството и компаниите, и затоа предложив да вишоците кои што ги произведува поранешно АДЛМ, денешно АДСМ, наместо на сомнителен начин да завршуваат во приватни компании понатаму некаде на Балканот, да ги отстапи за производната цена на стопанството, за да може стопанството тие вишоци да ги користи и наместо да плаќа цена за струјата од 300-400 евра за мегават сат, да му плати на СМ онолку колку што навистина го чини, а според нашите пресметки тоа би било некаде помеѓу 80 и 90 евра за мегават сат, и не само ноќните вишоци, туку и оние вишоци кои што се случуваат за време на викендот, посебно во недела. Но за тоа да се случи потребно е компаниите да работат во недела. А за да работат компаниите во недела треба да се интервенира во Законот за работни односи и Законот за трговија, па да им се дозволи на компаниите за работниците да изберат тие самите кој ден ќе биде неработен, а недела да можат да го работат. Дали тоа ќе биде вторник, среда, четврток, петок и така натаму, тоа самите да можат да одлучат. А недела да биде работен ден и да ги ползуваат овие ноќни вишоци за да може да ги зачуваат работните места, да не испуштаат работници, да не му се думаат потоа работниците и да бидат во неизвестност како ќе ги прехранат семејствата во овие услови на тешка економска и финансиска и енергетска криза. Тоа е едната мерка. И втората мерка е за оние компании кои што и понатаму ќе имаат потреба и покрај овие вишоци да набавуваат струја, онаа разлика од регулираната до набавената, половина да ја плати владата. Според нашите калкулации, оваа пресметка би изнесувала не повеќе од 50 на милиони евра. Тоа се пари кои што редовно овие 5 години во првото тромесечие за еден квартал официјалните лица на оваа влада ги крадат. И затоа кога зборуваат за штедење, треба да се свртат самите кон себе и да престанат да крадат. Ако престанат да крадат, тогаш ќе има пари за оваа мерка. Тоа значи, наместо 50 милиони евра да ги крадат преку ископ во Битола, преку наместени тендери за мазут, за јаглен и така натаму, инстант компании, да престанат да крадат и тие пари ќе завршат во стопанството и ќе спасиме многу работни места. Тоа е суштината, тоа е предлогот на ВМРО-ДПМНЕ. Бидејќи вчера можев да го слушнам и Ковачевски како прави весела математика, ако 100 локални функционери заштеделе по 1000 евра, ете ги 100.000 евра, еве јас ќе му дадам еден мудар совет, само треба да се заврти кон себе и кон функционерите на власта. Тоа е отприлика пола дневница, колку што ја крадат функционерите на власта. Тоа е отприлика толку. Само таа пола дневница нека не ја крадат, ете ги тие 100.000 евра, зашто? Уште едно прашање во врска со ова. Владата најавува намалување на плати на одредена категорија вработени во државата. Дали тоа значи дека вие ако одреден број на вработени во државата излезат со штрајкови како ВМРО-ДПМНЕ ќе ги поддржите затоа што се ставени спрема уставот во неравноправна положба? Ако не му се крати, треба на сите да му се крати. Како е вашиот став во поглед на ова решение што го нуди владата? Не е тоа решение. Тие велат решение. Не, тоа не е решение, тоа е терор. Тоа е терор во услови на инфлација, во услови кога инфлацијата е речиси 20%, официјална, кога храната ни е повеќе од 30-40% поскапена, кога една потрошувачка кошничка веќе надмина 50.000 денари за едно просечно семејство, тие да намалуваат плата е навистина безобразно, можам да кажам, и ние сме секогаш на страната на работниците, тука да немате дилема. Јас ви реков како може Ковачевски да ги обезбеди тие пари и владата, само да престанат да крадат. Ако престанат да крадат, има пари за се. Само тоа треба, да престанат да крадат. И кога ќе го видите сега најновиот извештај од Европската комисија кој што ќе стигне, главен фокус ќе биде корупцијата и борбата против криминалот. Само треба да престанат да крадат. Они мислат дека ако потпишуваат капитулантски преговори и договори ќе се однесуваат квинслиншки кон тие држави кои што имаат интерес да го нема македонскиот народ и македонскиот идентитет и култура и традиција, обичаи, историја и така натаму, ќе им биде све прогледано низ прсти, ќе можат да си крадат, да си градат вили, да си имаат луксузен живот и така натаму. Но треба да знаат дека и на тоа му доаѓа крајот, а после крајот има и одговорност. Да не биде после тоа дека не сме предупредиле. Затоа само да престанат да крадат. Доволно е толку. Предложивте построг закон за формирање фондации и здруженија, очекувате поддршка од владата? Очекувам, бидејќи 3 месеци ја лажат македонската јавност дека
Они ќе предложат закон, видовме дека не предложуваат, а клубови на соседни држави кои што носат имиња на докажани фашисти се отвараат низ Македонија. Земавме и ние предложивме, очекуваме поддршка од владата или пак да кажат барем што е тоа што треба да се дополни во тој закон што они не им одговараат да го прифатат. Тоа е суштината. Еве, ја користам оваа прилика и до Пендаровски, до владата да упатам апел да се поддржи законот и да се стави крај на овие провокации.